Почитувани, почнуваат вестите на Канал 8. Добро дојдовте. Јавноста беше информирана за почетокот на градежните работи за реставрирање на споменикот на слободата, за што е обезбеден грант од Американската амбасада. Од друга страна, неговата околина станува дива депонија, на која без контрола се исфрла разновиден отпад. Активностите за реставрација и конзервација на споменикот на слободата што ги најави општина Кочани, а што се реализираат со грант од над $250,000 обезбедени од амбасадата на САД, треба да обезбедат враќање на стариот сјај на монументот, кој има голема историска, архитектонска, но и уметничка вредност за општината и пошироко. Градежните работи што почнаа неодамна наидуваат на поддршка во јавноста. Отворено останува прашањето кога ќе почне планираното уредување на околината на споменикот, што треба да прерасне во парковска површина. Во меѓувреме, локацијата околу споменикот прераснува во дива депонија, на која се исфрла цврст отпад и шут. Делови од мебел, стари автомобилски гуми, дотраена покукнина, искршени садови за домакинството, остатоци од градежен материјал. Долг е списокот на исфрлените отпадоци што го украсуваат просторот на кој пред повеќе децении имаше зимзелена шума. Сега тој е голина прекриена со трњи и грмушки, за која како никој да не води грижа. Создавањето диви депонии кај нас и не е некоја нова вест, но и во овој случај се потврдува дека луѓето од други држави се позагрижени за нашите јавни добра отколку ние самите. Кога веќе надлежните во Американската амбасада одлучиле да донираат буџетски пари што ги обезбедиле нивните сограѓани, редно би било и ние да покажеме волја дека навистина сакаме не само споменикот на слободата, туку и неговата околина да стане пријатно катче. Затоа постојниот отпад да се исчисти и да се спречи ново исфрлање, за да може полесно во блиска иднина да се реализира општинскиот план за парк на Лукубија. Јавно осветлување треба да добијат дел од улиците Никола Карев во Кочани и кеј на револуцијата во Оризари. Во тек е постапката за избор на изведувач, а по изборот на најповолниот понудувач, целата инвестиција ќе треба да се реализира во рок од 12 месеци. Во рамки на подобрувањето на инфраструктурата во населените места, општина Кочани планира да инвестира средства за изградба на ново јавно осветлување. Веќе е објавен јавниот повик со кој бара изведувач на градежните работи. При тоа се планира осветлување да добијат дел од улиците Никола Карев во Кочани и кеј на револуцијата во населбата Оризари. Според техничката спецификација во повикот предвидено е на двете улици да се постават 30 метални столбови со висина од 8 метри и лед светилки со моќност од 42 вати. При тоа, неопходно е да се инсталира и придружна опрема за довод на електрична енергија и инсталација. Од давателот на услугата се бара да ги изведе и подготвителните земјени и други работи за поставување на столбовите. Сумата што е планирана да се инвестира за поставување на јавното осветлување не е наведена во јавниот повик, а ќе зависи од трошоците во понудата што ќе ги наведат заинтересираните даватели на услугата што ќе се пријават. Рокот за поднесување на пријавите со потребната документација е до 7 декември. Со најповолниот понудувач ќе биде потпишан договор, пошто преземените обврски за поставување на целата инсталација ќе треба да се заврши во рок од 12 месеци. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство информира дека во тек е јавниот повик за набавка на комбајни за жито преку програмата за рурален развој. Крајниот рок за доставување на барањата е до 30 декември. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги информира земјоделците дека во тек е јавниот повик за доставување на барања за користење на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година за мерката 121 инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства, односно за подмерката 121.12 набавка на комбајни за жито. Како корисници се јавуваат земјоделските стопанства запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно Законот за земјоделски и рурален развој, кои поседуваат минимум 10 хектари обработлива земјоделска површина со пченица, јачмен, рж, овес и слично. Максималната вредност на кофинансираната сума по корисник изнесува 3 милиони денари,
а средствата се доделуваат за период на реализација на деловниот план и се исплаќаат на годишно ниво. Заинтересираните земјоделци барањата ги поднесуваат електронски по извршена регистрација на ebaranje.ipar.gov.mk. Крајниот рок за доставување е до 30 декември. Повеќе информации за повикот како и упатство за регистрација на барателите во системот за електронско поднесување може да се пронајдат на официјалната веб страница на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Следуваат информациите од спортот. 3 златни и 2 бронзени медала на Балканскиот куп освоија членовите на клубот Лидер од Виница. На купот учествуваа 523 надпреварувачи, меѓу кои имаше 190 македонски представници. Одличен настап и успех имаат членовите на кикбокс клубот Лидер од Виница на меѓународното надпреварување Balkan Best Fighters, што викендов се одржа во Јагодина, Република Србија. Виничките кикбоксери освоија 3 златни и 2 бронзени медала. Со тоа ја потврдија добрата подготвеност и се вброија меѓу најдобрите на Балканот. Со златен медал се закитија Лука Змејковски, Анастасија Андонова и Нина Колева, додека бронзените медали им припаднаа на Борис Митевски и Евгени Ристов. На Балканскиот куп Balkan Best Fighters учествуваа 523 надпреварувачи. Меѓу нив имаше 190 македонски представници, како и надпреварувачи од Словачка, Словенија, Романија, Молдавија, Србија, Бугарија, Црнагора и Босна и Херцеговина. Во предпоследното есенско коло во втората фудбалска лига Осогово на домашен терен играше нерешено со Арсими. Викендов се одиграа надпреварите од предпоследното 14-то коло во есенската сезона во првенството на втората фудбалска лига. Осогово на домашен терен играше нерешено 1:1 со фаворизираната екипа на Арсими од гостиварско Чегране. Резултатот од надпреварот беше неизвесен до самиот крај, со оглед што и домашните и гостинските фудбалери имаа шанси да направат пресврат и да го решат во корист на својата екипа. Во првото полувреме, по неколкуте пропуштени шанси жолтосините први да дојдат во водство, стигна казната. Во 38-та минута, по удар од линијата на 16-никот, Асани беше прецизен и им донесе радост на своите соиграчи, па со водство на гостите се замина на пауза. Во вториот дел продолжија нападите пред голот на Осогово, а гостинските играчи можат да жалат за неколкуте пропуштени шанси за зголемување на водството, што ги создадоа за неколку минути. Најпрво шутираа покрај голот на домашниот тим, а потоа топката ја погоди стативата и пречката, па немаше промена на резултатот. Пред крајот на надпреварот, домашните играчи ги засилија нападите во обид да изедначат, во што и успеа. Во 87-та минута, Драган Паунов прифати една топка и силно биеше од 20 на метри, при што ја затресе мрежата на Арсими. Со тоа го постави и крајниот резултат и обезбеди бод за својот тим. Со освоените вкупно 12 бода, Осогово останува на 14-тото место пред Караорман и Каменица Саса, кои во меѓусебниот дуел исто така играа нерешено. Во последно есенско коло, Кочанскиот второлигаш ќе има тешко гостување во Битола против третопласираниот Пелистер.
Почитувани со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.